Почитувани граѓани, вообичаените протоколи на новогодишните обраќања налагаат да се даде еден осврт на годината што изминува. Јас сум убеден дека секој од вас ги чувствува предизвиците, тешкотиите и негативните последици од лошиот стандард, политичките турбуленции, затегнатоста на односите. Затоа јас ќе се задржам на денешната реалност и чекорите во иднина. Граѓаните имаат изневерени очекувања. Клучните владини ветувања за подобар живот не се исполнуваат. Имаме општествен, економски и политички застој. Економската слобода е загрозена. Таа е темелот на сите човекови слободи и детерминанта за развој на општеството. Држава без економска слобода е земја на несреќни граѓани. Недостатокот на економската слобода се решава единствено со концепт базиран на реални и конкретни чекови. Потребни се силни вложувања во капиталните инвестиции и раст од најмалку 4%, за да подигнеме реално и квалитетно зголемување на стандардот. Потребни се суштински мерки во бизнисот и поддршка од државата, невработеност под 10%. Неопходна е силна фокусираност на инвестиции кои ќе отворат нови работни места. Но каква е реалноста? Пензиите и платите не се зголемуваат, а просечната плата од 500 евра ја нема. Бруто домашниот производ во првите 3 квартали забележува пат од 0,4%. Проблемите во земјоделието се мултиплицираат. Не се само намалени субвенции, туку пазарот на земјоделски производи е изгубен. Несигурниот пласман значи загуба во заработката и неизвестност кај земјоделците. Во енергетиката нема напредок. Наместо енергетска стабилност се раѓа нова енергетска зависност. Следи ново поскапување на електричната енергија, а вистинската гасификација е заглавена. Се воведе ефтина тарифа, која сега пак најавија дека ќе укинат. Поскапува дизелот како резултат на зголемување на акцизите за нафта, а данокот на добивка и персоналниот данок е известно дека ќе го зголемат. Граѓаните единствено се обединети во својата мака, затоа што безпарицата е заеднички проблем за многу семејства. Почитувани со граѓани, Европската унија и НАТО мора да станат достижни цели, а членството таму е резултат на макотрпна работа, а не на протоколарни состаноци и опасни импровизации. Потребен е политички диалог. Политичките субјекти во Македонија не смеат да бидат непријатели, туку конкуренти, чиј надпревар е обезбедување подобар живот за граѓаните. Диалогот е обостран процес и за него е неопходно разбирање и поддршка базирана на принципијални основи и за работи за кои, како партија, ќе оцениме дека вреди да се поддржат и се од интерес за граѓаните. За да има диалог, мора да има слобода за искажување на критичката мисла. За да има слобода, мора да се стави крај на политичкиот притисок и омразата. Прогонот раѓа и желба за одмазда, а тоа е бумеранг кој се враќа. Ние не смееме да станеме општество заложник на омразата и прогонот. Почитувани граѓани, знам дека надежта кај многумина од вас е мала, но таа не смее да исчезне. Македонија може и мора подобро. Македонија мора да оди напред. Следете ме и оваа година ќе биде година на нова надеж и година кога граѓаните ќе ја препознаат вистинската енергија која може да направи подобра иднина за сите. ВМРО ќе направи и внатрешни промени и ВМРО ДПМН ќе се врати посилно од порано. На крај, дозволете на секој од вас да му посакам лична среќа и пред се добро здравје. Сакајте ги блиските. Нека новата година донесе исполнување на вашите желби на личен и професионален план. Но пред се, љубов, разбирање и напредок во семејството. Нека ви е среќна и успешна новата 2018 година.